Лидерите на Европската Унија се согласија да формираат заеднички места за процесуирање на барателите на азил и да го ограничат движењето на мигрантите во Унијата. Сите мерки во контекст на овие контролни центри, вклучувајќи преместување и преселување, ќе бидат врз доброволна основа. Ова се наведува во заедничката изјава од самитот во Брисел, на кој се гледаше како клучен и во врска со натамошното функционирање на Унијата. Според договорот, оние што ги исполнуваат условите ќе бидат дистрибуирани меѓу земјите членки, кои исто така доброволно ќе се понудат да земат мигранти. Европската Унија, како што се наведува, ќе ги истражи и опциите за воспоставување така наречени регионални платформи за обработка на мигрантите надвор од Унијата, најверојатно во северноафриканските земји. Евролидерите исто така се согласија дополнително да ги зајакнат надворешните граници на Европската Унија и да го зголемат финансирањето на Турција, Мароко и Северна Африка со цел да се спречи миграцијата во Европа. Германската канцеларка Ангела Меркел го поздрави договорот. Таа изрази оптимизам во врска со ова прашање и покре, како што рече, големата работа што треба да се направи пред Унијата да може да постигне унифициран систем за азил. Меркел е под силен притисок од нејзиниот министер за внатрешни работи Хорст Зехофер, кој и даде краен рок до крајот на овој месец да го намали бројот на баратели на азил кои влегуваат во Германија или ризикува поделба на владата која би можело да стави крај на нејзиното владење. Францускиот председател Емануел Макрон исто така ја похвали европската соработка. Juste un mot pour dire qu'après 9 heures de discussion et de travail, un accord a été trouvé et c'est pour la France une bonne nouvelle. C'est d'abord le fruit d'un travail conjoint et c'est la coopération européenne qui l'a emporté sur le choix d'un non-accord ou de décision nationale qui n'aurait été ni efficace ni durable. Договорот главно беше поттикнат од Италија, предводена од новиот премиер Џузепе Конти, кој се закани дека ќе стави вето на заклучоците на самитот, додека 28 лидери не постигнат заедничко решение за миграцијата. Da questo Consiglio europeo esce un'Europa più responsabile e più solidale. L'Italia non è più sola. Самитот во Брисел доаѓа во многу важен момент за Европската Унија, бидејќи освен согласувањето околу мигрантите, таа се соочува со поделби во врска со зголемените тензии со Русија и влошените односи со Соединетите држави.